Ова се минутите кога вистина мириса убаво кујната и ова се минутите кога ние ќе ви предизвикаме задоволство доколку немате нешто паметно денеска или мудро нешто да смислите за вашата кујна. Понекогаш дури некои работи кои што стануваат во нашиот ладилник може да се направат добри комбинации, меѓутоа ние пак денеска ќе се обидеме исто така со неколку здрави алатки во кујна да создадеме овој пат врап со ориентален вкус. Врапот секогаш е асоциација на тортилја, меѓутоа сите тие внатре компонентите кои што ќе се вклучат ќе бидат повторно еден убав здрав деликатес од кујната на нашиот познат нутриционист Антонио Вилковски или менито на Ајде да јадеме. По 2 седмици, добро ни дојде повторно. Добро ве најдов. Со каква музика се буди наутро, Антонио? Со секаква. Јас тоа ми е многу тешко прашање да ме прашаат која е омилена музика. Радиски човек дека се мизат. Да, секоја музика ми се, во секоја музика може да се најде нешто интересно. Верувам. Знаеш како една од работите кои што мене лично ми предизвикуваат среќа е дека утрото штом ги отворам очите ми се нели оние музички топ хитови на плейлиста и бидејќи со дел од гледачите разговаравме утро имаше и Ивана една убава утринска тема за тоа нели како се дели среќата, перцепцијата и така натаму и тоа сакам да кажам, што предизвика кај тебе? Дали музиката, бидејќи долги години работиш со радискиот етер, забавуваш публика, а знаеме дека песната прави едно добро задоволство, дали мислам, ете, можеби песната ти е една од таа листа? Секојаш слушам музика, тоа најчесто постара музика, јас сум од постарите генерации. Ние сме ретро. Да, ретро, сега, нели, толку не ја форсирам кај други, ама за своја душа повеќе сакам постара музика. Супер. Еме, во комбинација, можеби режија да изненади нешто таму во позадина. Сега ќе будам фоловери на Инстаграм. Инаку сакам да прашам, што во моментот слушаш најмногу од некои нови хитови? Од нови хитови, па не сум некој страшен обожувател на нова музика, искрено. Coldplay, дали ги слушам новите? Па не баш. Не баш, добро. Не баш, не се во твојот ранг. Да, ето така. Добро, како и да е. Ние ќе направиме добар избор денеска повторно од менито на Ајде да јадеме. Врап со ориентален вкус. Јас ќе ти препуштам сега само да споделиш пошто е специфичен овој нов рецепт и дали можеби е дел од твоето главно јадење дома. Сигурно, јас ова го правев порано почесто, сега поретко го правам овој рецепт, не знам зошто. Меѓутоа се сетив дека уште има карфиол, па реков ајде да го направиме, значи ќе го направиме некоја да речеме во структура на мелено месо, меѓутоа со карфиол, со ореви и со печурки и ќе додадеме додаток кој што ќе го надополни целиот вкус, нели, тој ориентален вкус, а и нутритивно ќе го збогати овој оброк. Го нарекувам оброк затоа што баш има доволно нутриенти кои што може да нели да бидат еден комплетен оброк. Па можеме да почнеме затоа што е малку послужен. Сосема соодветно време и вие да го следите рецептот. Јас го чувам карфиолот затворен затоа што нема да ја отворам ова хранлива атомска бомба бидејќи вика ќе замириса во студиото, бидејќи да карфиол знае често да има еден така специфичен мирис. Специфичен вкус, мирис да и вкус. Еве веќе се. Значи и ситнет. Веќе мириса карфиолот, ама да, значи ова е некоја структура како орис од карфиол нели го има на интернет како се меле кратко во процесор, овдека е некоја помала главица. И тоа е основата за... После да, Љупче, после ја бараме таа песна. Инаку, само да прашам, колку грама овде имаме? Па некаде околу 300 грама, една помала главица карфиол. Овде имаме печурки некои 100-120 грама, исто така и ситнети. Одлично. Шампиньони, така? Да, шампиньони. Може да искористат и друг тип на печурки или? Овие се најзгодни за оваа употреба, инаку може кој сака. И имаме овдека ореви некои 100 грама. Исто се ситно исечкани, не се баш сомелени нели до крај, ситно сецкани се. И сега од зачини овде имам лук во прав, имам црн пипер, ова е мелен кумин, има димена црвена пиперка и обичен црвен пипер. Се продава во маркетите кај нас го има, нели не користам нешто што го нема на нашиот пазар. Ќе даде баш специфичен вкус на ова. Прекрасно. Значи пак доста овој пат зачини повеќе па нели малку да, источна да кујна секогаш малку повеќе превладуваат зачините. И сега ќе ставам јас и соја сос за чисто заради вкусот и ова да сол да не заборавиме. Да не биде премногу затоа што ставивме нели и соја сос. И сега ова сето ќе го измешам. Дури донесов и тавче да покажам како се распоредува затоа што тоа е битен момент во овој рецепт. Не се сомневам во твојата педантност и професионалност, така што е. Вака убаво треба да го измешаме затоа што нели зачините убаво да се распоредат. И нели сите состојки и сега во тавче и го
тавчето, нели најдобро е со хартија да се покрие, Така. за да не се залепи после на тавчето, вака со хартија баш ќе биде како изолирано. Супер. Да. И сега оваа смеса ја ставам комплетно во тавчето, меѓутоа ќе ја распоредам убаво. Супер. Баш како една пандишпан за печење. Така, само тавчево моје е мало, треба некој малку поголемо за оваа количина. Добро да се распредели? Убаво да се распредели, убаво да се потпече после. Значи вака го распределуваме и го печеме во рерна на 180 степени, некој половина час. Кога ќе помине тој половина час, убаво ќе го промешаме вака, значи баш длабински. За румени малце ќе фати кора, за и тие долните делови што останале не подпечени доволно, да се испечат и уште некои 10 на 15 минути. Доволно е, го чуваме да се излади. Значи 180 степени. Половина час го печеме и уште 15 минути од кога ќе промешаме. Ќе промешаме, го печеме исто на иста температура. И тоа е тоа, и на крај нели си го собираме во 1 сат и составуваме еве како во случај врап. Еве го крајниот продукт. Магијата наша. Практично вака изгледа крајниот продукт. Никогаш не би рекол дека ова се состојките кои што ги искористи, нели, макар се знаеме дека нели и баш потемнува нели кога се Да, и од самиот соја сос, нели, и од печурките. Нешто од режија, како чварки. Така некако. Да, така изгледат. И тоа од јас бидејќи нели воопшто не едам тоа месо, ама знам дека па луѓе некои кои што ги сакаат чварките, особено па овој дел го сакаат детал. Да. Нели, остатокот да речеме. Значи ова изгледа по 45 минути печење на температура од 180 степени, да, овие да ги вратам назад да не ни пречат овде. Всушност ова е главната компонента која што се става во сега ќе земеме тортили. Знаеш што, јас бев инспириран повеќе, нели сакав нешто како лахмаџун да направиме. Вие знаеш колку пати сум сакал ти кажам дали може некогаш да го. Меѓутоа викам сега да се растегнеме теста, тука некако не ми одговараше, па викам дај нешто што ќе биде слично да тоа блиско. Меѓутоа и ова е посно. Да, тоа е посно. Тоа е што е многу важно за оние кои што нели во моментот ги користат периодов за велиденски пости. И сега земав тука имам хумус, значи баш може купечки или некој ако си прави дома да си земе хумус. Чисто го ставам како основа на оваа тортилја, нели за да не ни избега месо. Да. Од карфиол. И сега ќе додадам од тоа. Прекрасно. Само вака не знам дали добро се гледа. Мислам дека се Марина ни обработува заедно со Саша денеска одлична слика прилика. И нема да забораваме нели нешто. Сега рукола имав нели при рака, меѓутоа каков и да е зеленчук може да се додаде. Го виткаме сето тоа како еден врап и да, калинките, греш ги заборавив. Ништо, ја мислам да не правиш некој од твоите сосеви, ама не, вака може и калинки. Ова донесе една убава. Да даде еден убав киселкаст вкус. Браво. И ќе го завиткаме, фала ти што ме потсети, ќе го испуштев тоа и ќе го завиткаме како врап ова. Браво, Антонио. Еве. И сега јас тоа би го придружил нели ова за да го надополниме вкусот, нели убаво е да додадеме некои работи во исхраната што ќе го збогатат оброкот на некој начин. Имено и ќе те прашав бидејќи последниот период читам се повеќе нели за таа пролетна депресија или транзицијата која што се случува нели кај нас како биолошки суштества, за тоа дека треба да се внимава особено на нели калоричноста и на витамините. Негде прочитав дека нели поради дефицитот на витаминот D кој што го имавме последниот период, некои нели со суплементи го надополнувавме, меѓутоа важно е сега пак B витамини, сите да речеме витаминот Б категорија, витамин С исто така да биде многу застабен за следниот период. Што би додал ти на ова? Еве, како би го надополнил, не знам колку се конзумира, меѓутоа јас би додал еве на пример ајран, нели да биде по-ориентален целиот вкус. Зошто го додавам? Затоа што е некој баланс на јаглихидрати, протеини и масни, затоа што потекнува нели од јогурт. Комбинација, да. Тоа е фактички со јогурт, вода и сол. Тоа е традиционалниот рецепт. Баш така се станува актуелен напиток станува. Актуелен станува. Тој е популарен нели во Турција, последниве години го има и на нашиот пазар и доста е освежителен и што се дојде сега затоа што потекнува нели од млечен производ од јогуртот, има калциум, има натриум кои што се нели во групата на електролити нели. Пребиотици? Пробиотици, не пребиотици, ќе спомнам нешто за пребиотици. Да, пробиотици затоа што нели пак потекнува од јогуртот, нели пробиотици не се потребни за добар имунитет, нели добрата цревна флора е битна. Баш читав една студија во Јорк правена или не знам каде,
испитаниците што конзумирале повеќе сака да речам пробиотици, помалку отсуствувале од работа или од училиште. Вистина? Да, и полесно успевале да заздрават од некои респираторни инфекции. Затоа што имунитетот веројатно го поддржуваат тие пробиотици. Што спомна, Б витамин исто така содржи витамин А. Ајранот? Да, затоа што тоа го наследува нели од јогуртот од кој што потекнува. Јасно. Така што може да биде еве вака додаток да го збогати оброкот, ќе додаде уште некои на една чаша има и доста малку калории, некои 80 грама, плюс има и протеини, јаглехидрати, масти. Овдека имаме малку протеини, па еве мал додаток. Комбинацијата што или може секогаш е едноставно важна. како ужина да се земе, затоа што е нискокалоричен меѓу оброци, на пример на работа. Еве, вие работите долги смени. Така е. И немаш време нели да подкаснеш нешто посодржено. Значи има добра закуска и помеѓу Да, меѓу оброците, да, еден убава ужина. Тоа што ми рече за пробиотиците, јас би го искомбинирал со храна што содржи пребиотици, значи пребиотиците се храна за добрите бактерии. За добрите бактерии, тоа знам. Значи со нешто што содржи кромит, лук, со зелена салата, може или со мешунки, на пример, чорба од грашок може да се направи, па со ајранот да се искомбинира. Во грашокот има пребиотици, ова е пробиотик. Како комбинација? Да, како додаток, нели? Интересно. Убава Добро. комбинација. Да не зборуваме нели сега со пити, со гевреци, со сармички и Тоа е слично, тоа е веќе задолжителна комбинација, мислам дека Така да еден убав додаток да размислуваме да додадеме нешто во храната што ќе ни донесе не многу калории, ама ќе ја збогати, како што рече ти сега, ни е баш потребен имунитетот во оваа транзиција од зима кон пролет. да се го Имунитетот секогаш ни е потребен. секогаш. Меѓутоа овој пат особено, нели? И сега да не забораваме дека и електролитите се присутни, така? Електролитите се присутни, значи посебно по да речеме по физичка активност, по дехидрираност, преку целата година тоа може да се случи, нели? Најчесто спортистите се тие кои што губат доста електролити при потењето. Посебно оние што на отворено вежбаат, меѓутоа исто така и децата се доста често подложени на дехидратација и губење на електролити со потта. И еве на овој начин со една чаша може да се надополни, да, некоја доза, така што еве би им го препорачал како после вежбање, да речеме не можеме нели веднаш да јадеме после вежбање, после трчање еве. И можеме да се напиеме една чаша додека да дојдеме дома па да имаме еден посодржаен оброк. И ми се допаѓа да речам оваа комбинација со овој ориентален амбиент на чашата. Да, чашата е специјално донесена за рецептот. За ова ќе те поздравам. Јас не се сомневам во твојата педантност и таа дисциплина која што сакаме да ја понудиме за гледачите. Значи денеска го имаме овој наш избор за рецептот или оброкот на денот. Веќе забележувате, можеби колегите од режија веќе ги спишаа состојките, меѓутоа да, така што ќе си го имате нели секако линкот и на YouTube. Да не забораваме дека и ајранот, колку што знаме, 100% органски природен, што е многу важно да се спомене. Нема никакви додатоци, нема никакви додатоци, така што нема адитиви некои слично, така што е сосема добар и вкусен и нутритивен додаток на храната. Супер. Следна седмица повторно те чекаме, среќна среда ќе направиме. Супер. И сигурно Не сме се дружиле во среда. Не сме се дружиле до сега во среда, мала ротација поради колегата Ненад, меѓутоа ќе потсетам дека во овој период и твоето мени го адаптираш секако и за луѓето кои што се нели во моментот за великденските пости, тоа се супер рецепти. Да. Јас пак ќе речам, многу треба да се внимава кога се јаде, кога се конзумира постна храната. Упорно го апелирам и кај клиентите да биде што е можно поразновидна, леп со мармелад не ни носи многу нутриенти, така малку повеќе да се повнимава на комбинациите и да се истерат овие пости без да се наруши здравјето. Затоа ги имаме со тебе овие комбинации во рецептот на денот. Ти благодарам уште еднаш за ова прекрасно уживање со тебе, Антонио Вилковски, и понатаму како дел од нашиот рецепт на денот или во рамки на нашата утринска на Телма.